Господине премиер, почитувана кандидат за министар за финансии, лично не се познаваме. CV-то кој што е приложено од страна на премиерот збори позитивно за вас. Овие денови сватив дека имаме многу заеднички пријатели, многу позитивни зборови слушнав како човек и како личност, но ќе дозволите преку премиерот да поставам прашање на кои што вие за жал не можете денеска да одговорите, но ќе мора да се соочите во следниот период како обврска министар за финансии на Република Македонија. Јас имам чувство дека или не ви е се кажано, или дека недоволно време ви било оставено да се подготвите за функцијата која што треба да ја обавувате, заради тоа што таа е одговорна функција и сериозна функција, но ќе биде и клучна во следниот период од повеќе прашања. Ве молам. Прво, не сум сигурен дека кандидатот за министар за финансии е свесна за финансиската состојба на буџетот на Република Македонија. Остајте премиерот што зборува на говорница, тоа е политик. Вие не сте од политик, вие сте од реален сектор. Во моментот, од наплата на даноци, недостасуваат 86 милиони евра од проектираната висина на приходната страна на буџетот. Ако продолжи тенденцијата по оваа траекторија од првите 6 месеци, на крајот на годината ќе фалат 150 милиони евра од планирани приходи за оваа година во буџетот. Кога на тоа ќе додадете планиран дефицит од скоро 290 милиони евра во буџетот, исто така го имате напишано, ни оваа година по оваа тенденција ќе ја завршиме со минус 400 милиони евра на буџетот, односно разлика помеѓу расходната и приходната страна на буџетот. Односно, оваа држава ќе потроши 400 милиони евра повеќе отколку што ќе наплати како приходи во својот буџет. Тоа е првата работа. Не знам дали сте свесни за тоа. Втората работа, односно наплатата на даноците во моментов е минус 9,4% од планираното. И тоа се чисти податоци објавени на сите релевантни позиции. Втора работа, почитуван премиер, почитуван кандидат за министар за финансии, за работа за која што сум сигурен дека не ве информирале, се арбитражните процеси кои што во овој момент се стартувани или наскоро ќе стартуваат против Република Македонија. И да бидам искрен, еве ќе набројам 6. Од кои 6, 3 се настанати во време на влади на ВМРО, 3 се настанати во време на влади на СДС. Иловица, Казандол, Фени, овие се нови, Окта, Саса, Излетово и Тораница рудниците. Дали вие, господјо кандидат за министар за финансии, знаете дека вкупната сума која што се бара од Република Македонија за наплата на оштетувања по однос на овие арбитражи поминува 1,5 милиарда евра. И дали, кога разговаравте со премиерот за оваа функција, бевте информирана за оваа состојба? И дали имате било каква идеја и концепт што ќе се случи со буџетот на Република Македонија, доколку пола од оваа сума или пола од овие предмети арбитражни, кои што велам пола се настанати во влади на ВМРО, пола се настанати во влади на СДСМ, тоа е целосно небитно, ако се случи да бидат пред арбитражните судови досудени на штета на Република Македонија. Понатаму, дали вие, господјо кандидат за министар за финансии, кога разговаравте со премиерот, сте информирани дека ние во следните 2 години, 2020 и 2021, треба од буџетот да исплатиме 30 милиарди, односно 40 милиарди, купно 70 милиарди денари по основ на доспеани обврски. И, уште поинтересно, планираме да се изфинансираме во следните 2 години со нови странски заеми со 36 милиарди, односно 25 милиарди оваа година и 36 милиарди следната година. Или вкупно 61 милиарда денари, односно 1 милиарда евра во оваа и следната година како задолжување на Република Македонија. И дали вие како министар за финансии ќе бидете спремна да потпишувате задолжување во висина
од милиарда евра на сметка на буџетот на Република Македонија. Понатаму, наплатата на даноците. Наплатата на даноците кажа дека е сведена на минус 9,4% од проектираното. Нема да влечам сега заклучоци зошто е тоа така, каде е проблемот. Основните параметри по кои што премиерот сака да се фали за економската политика се зголемен извоз и зголемено обработување. Но и тие две, ако системски ги погледнете, се случуваат во економските зони, каде што се отвараат странските фабрики, кои што господинот Заев и господинот Ангјушев сесрдно ги критикуваат додека беа надвор од позициите кои што сега ги контролираат. Тогаш не чинеа странските инвестиции, но резултатите од странските инвестиции сега се единствен столб по кој што оваа влада се фали. За жал деловникот не дозволува, но во прва наредна прилика би сакале, како опозициони пратеници, да го слушнеме вашиот став по однос на потребата од странски директни инвестиции. Секако, не анулирајќи ја потребата од поддршка и на домашните инвестиции. Но, исто така би сакале да слушнеме по оној закон за финансиска поддршка на инвестициите, мислам дека веќе се поделени околу 30 милиони евра, ако не се лажам, и би сакале да добиеме информација од Министерството на финансии, односно од вас, дали конечно собранието ќе добие информација кои се фирмите кои што ги добиле тие средства. Имавме една афера со Фондот за иновации, која што до крај не се разреши, но колку толку бар дознавме кои се фирмите кои што добиле пари. Па гледавме таму кои се собственици на фирмите и така натака и така натака. И таму е помала на поделени средства. По овој закон се поделени 30 милиони. Се уште собранието нема добиено никаква информација. 10 пати сме го прашувале вашиот претходник Тевдовски, сме праќале писма со господинот Цуклев, со господината Кузмановска, Затуровска, Илиовски и така натака, и никој не ни одговара. Тука ќе треба вие да донесете ваша одлука, не политичка одлука, дали ќе бидете транспарентна и дали ќе ги споделите со парламентот овие информации. Од тој аспект, јас немам никаков сомнеш околу личниот капацитет. Реков, немам ни право, јас помлад од вас сум станал пратеник во Собранието на Република Македонија и би било многу нелогично и нефер доколку го критикувам тоа. Од друга страна, она што го слушам неформално се позитивни работи. Но би сакал да апелирам. Вие ќе бидете доведени во ситуација да подпишувате задолжувања од огромен карактер. Сношти пратениците добија предлог закон за заем од 420 милиони евра од Светска банка, кој што треба да го земеме за 12 месеци, па период 4 години, па некогаш да се исплати. 420 милиони. Вие ќе бидете ставена во ситуација да подпишете заем комерцијален, не програмски, од комерцијални банки со отсуство на проект за изградба на клинички центар. Ваша ќе биде лично одлуката. Дали ќе се согласите да го ставите вашиот подпис на таков сомнителен, процедурално недобро воден проект, или ќе покажете доблест. И ќе ги побарате сите основни потреби и компарации по однос на тие дилеми. Дополнително, во наредниот период, ќе бидете соочена со потребата да се земе, односно да се пушти во оптек нова еврообврзница, за која што се слуша дека владата, уште пред вие да бидете предложена за министер за финансии, планира да биде во висина од пола милиарда евра, за да може да ги исплати овие економски неиздржани популистички мерки кои што ги планира господинот Заев во насока на купување на политички гласови. Јас би ви апелирал на крај да искористите оваа шанса како представник на една нова генерација, да покажете достоинство, покрај тоа што сте дел од политичка влада, нормално морате да ги следите дел од политиките, но личниот кредибилитет да го покажете. Секако оваа влада уште многу малку ќе биде на власт. Вие, впрочем, ќе бидете надлежни и над управата за јавни приходи, финансиска полиција, институции кои што сега се замешани во аферата Раки.
Секако оваа влада ќе трае многу кратко, би ве замолил да покажете дека Фалемдерет. млади Ви благодарам. вас, како мене, како другите Благодарам. колеги во собрание, можат да се надеваат дека млади политичари можат да наметнат нови принципи. Не го слушајте премиерот премногу. Благодарам. Премиер-министри. Премиерот има реплика. Повелете.